Семејното насилство во Македонија е маѓепсан круг од кој нема излез, а институциите се заспани и не се занимаваат со овој проблем, коментираат за Алфа дел од психијатрите кои работат со жртви на овој вид насилство. Ако надлежните свесно си ја вршеле својата работа, немаше да се случи масакрот во Куманово во кој 46 годишен маж си ја закла сопругата и нејзината мајка, а потоа се самоуби зашто за него постојат 5 пријави и 2 условни пресуди за насилство изминатиот период. Тортурата ја вршел 10 години, а институциите процесуирале, но подоцна мајката сега убиена се повлекувала, не сакајќи на тамошно продолжение на процедурите. Сепак тоа не е доволна причина да престане институционалната грижа за оваа жена, која на крајот заврши убиена токму од човекот кој го пријавувала. Според психијатарот Славица Арсова, жртвите на семејно насилство пред се плашат да пријават во полиција зашто се зависни од сторителите, но и стравуваат за угледот и осудите од околината. Стравот и паниката вели се неизбежни, а социјалната изолација дополнително им создава тегоби. Тие се постојано следени со едно чувство на срам и на страв. Едно е страв дека доколку кажат нешто ќе им се случи, односно дека доколку кажат насилникот ќе повторно ќе ги нападне, и заради тоа што и тоа цело време се случува, нели? Срам и страф од осуда од околината. Во нашата држава конкретно постојат доста средини каде што има примитивно гледање на сето тоа, постои неедноставно недоволно прифаќање на жртвите. Арсова додава дека институциите мора да бидат поажурни за на долг рок секако да има некаков ефект. Постои нереагирање доволно страна на институциите, не само во Македонија, туку и во пошироко, во однос на навремено препознавање и навремено превземање на некои мерки за спречување на последици кои што се вакви какви што се, ама последиците се секогаш долгорочни на психолошки план и на телес. Најчесто трпат жена и деца. Инаку двојниот убиец од Куманово со години го малтретирал семејството. Добивал и забрана да се приближува на растојание од 100 метри до живеалиштето на жената и нејзиното работно место, како и до училиштето на детето. И додека го вршел злосторството, 8-годишното дете било затворено во соба и врискало за помош. Инаку, освен Македонија, во земјите од регионот, голем е бројот на случаи со семејно насилство, а медиумите секојдневно се полнат со вести за грозоморни убиства на жени. Пред само 2 недели јавноста беше згрозена од убиството во Босна, каде бодибилдер во живо на Инстаграм ја уби својата партнерка. На вознемирувачкото видео се гледаше како тој зема пиштол и испукува куршум во незиното чело откако претходно ја тепаше. Пред неколку месеци во соседна Србија, татко во кофа со вода ја задави 4-годишната ќерка, бидејќи сопругата го пријавила за физичко насилство.